Денеска православната црква го празнува животоприемниот извор или петокот од светлата седмица, источен петок Балаклија, преподобниот Јосиф Химнограф и светата маченичка Фервута, нејзината сестра вдовица и нивната робинка. Животоприемниот извор, источен петок Балаклија. На овој ден се празнува обновувањето на храмот на Пресвета Богородица во Цариград, наречен живоносен извор, поради чудотворниот извор со вода што се наоѓа во него. Си споменуваме и за многуте чуда што се случиле во тој храм на Божјата мајка. Првиот храм врз изворот го изградил византискиот император Лав Велики и го нарекол изворот животодавен извор, зашто таму била објавена чудотворната благодат на Пресветата Богородица. Подоцна, во негова близина, велелепен храм изградил и царот Јустинијан Велики, затоа што по милоста на Богородица нашол исцеление за својата болест во чудотворните води на изворот. Со времето храмот пострадал во многу земјотреси, па затоа царевите Василий Македонецот и неговиот син Лав Мудриот го обновиле. Во 15-тиот век царскиот град паднал во рацете на муслиманите. Прочуената црква била уништена, а градежниот материјал бил употребен за изградба на џамија на султанот Бајазид. Местото каде што порано стоела црквата било затрупано, а околината била претворена во муслимански гробишта. Турската стража им забранувала на христијаните не само да се собираат на тоа место, туку дури и да придат таму. Со текот на времето, забраната станала не толку строга и на христијаните им било дозволено да направат малечка црква на тоа место, која неколку пати доживувала трагична судбина. За времето на владењето на султанот Махмуд во 1835-та е изградена и осветена црква која и сега е таму. По молитвите на Пресветата Богородица и преку низиното застапништво, од водите на изворот и денес се случуваат многобројни чудеса. Преподобниот Јосиф Химнограф, роден е во Сицилија од благочестиви и добродетелни родители, Плотин и Агатија. По смртта на родителите, преминал во Солун каде што се замонашил. Како монах им бил пример на сите во постот, крајната воздржливост, непрестајното молење, псалмопеењето, бдеењето и трудот. Солунскиот епископ го ракоположил за иеромонах. Познатиот свет отец Георгий Декаполит, посетувајќи го Солун, го возљубил Јосифа со душата и срцето поради неговиот редок карактер, та го зел со себе во својот манастир во Цариград. Кога пак избувнал пламенот на иконоборната ерес под Лав Ерменецот, Јосиф бил упатен во Рим да го повика папата и римската црква во борба за вистинската вера. Но на патот го фатиле пирати и го довеле на Крит, каде еретиците го држеле 6 години во самица. Јосиф се радувал што се удостоил да страда за Христа и непрестајно за тоа му благодарел на Бога, сметајќи ги железните верги на себе како украси од злато. 6-та година. На Божик, наутро, лошиот цар Лав бил убиен на утрената в црква. Во истиот тој час светиот Никола му се јавил на Јосифа во самицата и му рекол: "Стани и следи ме." Јосиф се почувствувал како кренат во воздухот и наеднаш се нашол пред Цариград. На неговото доаѓање му се израдувале сите правоверни. Им испеал канони и стихири на многумина светители.
Имал дар на видовитост, поради што патриархот Фотий го поставил за духовник и исповедник на свештенството, препорачувајќи го како човек Божи, ангел во тело, отец над отците. Во длабоката старост му го предал духот свој на Господа, на кого верно му служел и со дело и со песна. Завршил мирно во пресрет на Велики четврток во 883 година. Светата маченичка Фервута, незината сестра вдовица и нивната робинка. Во времето на персискиот цар Савори бил погубен епископот Светиот Симеон. Фервута, сестрата на епископот, била земена во дворот по желба на царицата. Но Фервута имала необична убавина, па навалиле мнозина да ја бараат за жена, меѓу кои и вражачите и бајачите незнабожечки. Фервута сите ги одбила и со тоа предизвикала голем гнев против себе, па бидејќи во тоа време царицата се разболела, сите вражачи му велеле на царот дека царицата е отруена од Фервута, а како лек за болната царица препорачувале:
Фервута, незината сестра и нивната робинка, како христијанки, да се пресечат со пила. 3 половини на телата да се стават на едната страна, а 3 на другата, а царицата да се пренесе помеѓу нив. Царот се согласил со тој крвожеден бајачки предлог. Фервута со својата сестра и робинката пострадале така за Христа во 343 година, заслужувајќи со тоа невенлив венец во бесмртното царство на својот Господ. Te